Во соработка со Министерството за образование и наука и сите основни училишта во Република Македонија, Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор Македонија, преку проектот на УСАИД со читање до лидерство, работи на проценување и подобрување на јазичната и математичката писменост во почетните оделенија. Деновиве нивната библиотека на Тркала, која е специјално пренаменето возило полно со сликовници, детски енциклопедии и математички активности за најмладите ученици, ќе посети неколку локации низ Републикава, кои организацијата Македокс ова лето ги посетува со патувачкото кино. Иако е во ек летната сезона, вашите активности очигледно не стивнуваат. Вие и ова лето и овој период сте многу активни. Повторно со библиотеката на Тркала патувате низ цела Македонија, па би сакала да раскажете малку повеќе за вашите активности. Така, иако веќе неколку пати сме биле ваши гости, сме ги најавувале активностите на нашата фондација, Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор, каде што особено работиме со сите основни училишта од 2013 година наваму во рамки на проектот на УСАИД со читање до лидерство, и нашата главна цел е да ги процениме и подобриме основните јазични, математички вештини кај дечињата од почетните оделенија од основното образование. Нашата библиотека на Тркала не стивнува и ова лето во летните месеци, со тоа што сега најдовме заеднички интереси со нашите пријатели од организацијата Македокс, која што е организација најмногу позната по организирање на веќе традиционалниот фестивал на документарни филмови во Скопје. Од 2010 година наваму го организираат овој филмски фестивал, но од 2011 ја увидуваат потребата за децентрализација на фестивалот во руралните средини, значи во селата и во помалите градови, каде што има доста помалку културни збиднувања, едукативни збиднувања, така што тука најдовме заеднички интерес и ја согледуваме потребата да ги посетуваме значи и местата, селата и другите градови надвор од Скопје. Така што се придружуваме на нивното патувачко кино, кое што, како што споменав, од 2011 наваму го организираат надвор од Скопје, а оваа година е во областа на Порече, односно во околината на Македонски Брод, во преубавите предели селата на Македонски Брод. И сега што би ни кажале за програмата, кои денови, кои термини и кои места конкретно ќе ги посетите, како ќе бидете организирани? Македокс со своето патувачко кино под отворено небо оваа година, значи скоро цел месец од 12 до 27 јули се секој ден на некое различно место во Поречето, а за подетални информации за агендата каде точно и на кои датуми се, може да ги поканувам гледачите да погледнат на нивната официјална интернет страница на Македокс, со тоа што ние им се придружуваме на 3 од овие локации со нашата библиотека на Тркала, за да ја збогатиме понудата и програмата за локалното население. И тоа значи на 20, односно денес, почнуваме во селото Требино, на 23 во селото Брест и на 25 во Манастирец. Значи сите овие села се во областа на Поречето, и сите активности, односно ние најмногу ќе понудиме активности, ресурси, сликовници, математички игри, јазични активности за најмладите дечиња. Сите активности почнуваат од 6 часот, од 18 часот попладне, додека киното под отворено небо со документарни филмови, проекциите кои што ги организира Македокс, почнуваат од 21 часот. Јасно е дека сите деца кои што ќе имаат можност да ве сретнат, ќе бидат пресреќни, па дали и колку планирате ова да го продолжите понатаму, не само за време на летниот период? Се разбира, нашата библиотека на Тркала, како што споменав, од 2014 активно патува. Пред се имаме за цел да ги посетиме оддалечените рурални места, основните училишта кои што немаат своја училишна библиотека или пак нема локална јавна библиотека во нивната поблиска околина. До сега од 2014 имаме посетено 200 различни локации со библиотеката на Тркала и над 18.000 луѓе, пред се ученици, нивни наставници, родители се приклучиле во овие активности, и понатаму, значи, од септември продолжуваме во полнек со овие активности, но и со останатите активности на проектот на УСАИД со читање до лидерство и на фондацијата Чекор по Чекор. Тука имаме голем број на обуки за наставници, работилници за родители, како да соработуваат со училиштето, да прават сликовници, да го поддржуваат учењето на своите деца. Исто така од септември официјално ќе издадеме и нови прирачници, кои што ќе го
олеснат работењето на наставниците, меѓутоа и родителите исто така можат да ги користат и исто така се подготвуваме и за нашиот веќе традиционален настан, каде што ја прославуваме писменоста и преку инспиративни приказни на едукатори. Меѓутоа тоа ќе биде во октомври, а до тогаш ќе дојдеме повторно кај вас за да ја најавиме истата. Патувачкото кино секое лето посетува различни региони од државата и нуди дел од документарните приказни на Македокс и во рурални средини во земјава. Активностите се отворени и бесплатни за сите жители од регионот на Пореча, но и за сите посетители, туристи и авантуристи кои сакаат да уживаат во прекрасните предели на Порече со културни и едукативни активности за сите генерации.